Зошто чело? Бидејќи виолончелото е суштината, смислата на мојот живот. Преку овој инструмент, преку изведбите, говори мојата душа. Ја истакнувам својата индивидуалност. Виолончелото ме избра мене, уште од првиот момент кога го видов. Најпрво ме привлече со бојата на тонот, што се поистоветува со бојата на човечкиот глас, а потоа и заради изгледот. Корпусот на виолончелото ме освои. Додека свирам, имам чувство дека взаемно се прегрнуваме. Затоа чело. Заради тежината. Па не би се согласила со овој стереотип дека жените бегаат од инструментот виолончело и дека може да го класифицираме во групата на машки инструменти, иако факт е дека процентуално повеќе мажи го свират, бидејќи инструментите не се класифицираат по род. Напротив, сметам дека храбри, смели жени свират на овој инструмент. Во музичката историја постојат врвни имиња на жени виолончелистки, од кои ден денес учиме. Таков пример е Жаклин Дупре. Мојата љубов кон виолончелото е голем доказ за тоа. Дефинитивно не, никогаш. Сите три дефинитивно не би можела да издвојам, бидејќи подеднакво уживам додека слушам класична музика, џез и рок. Се зависи од тоа како сум расположена и како се чувствувам во моментот. Сакам квалитетна музика генерално, а најчесто си ги слушам омилените песни од Ета Джеймс, Стинг, Тоше, Аеросмит, Бон Джови, Селин Дион. Има и такви моменти кога не сакам да слушам музика воопшто, сакам да си седам во мир и во тишина. Предпоставувам интересно. Македонските песни сите ми се убави и често и со моите ученици ги обработувавме. Јас лично сакам преработки на песни од македонскиот фолклор, на било кој инструмент одсвирени, бидејќи секој инструмент ја донесува мелодијата на различен начин, има различна боја, израз. Ајде да пробаме како би звучела. Имало многу интересни и смешни ситуации на сцена во изминато во моје 20 годишно концертирање. Бидејќи концертите се жива материја и буквално се може да се случи непредвидено. Ке издвојам една-две случки на еден од концертите со Трио Долче. Наред беше композицијата Унгарски танц број 6 од Јоханес Брамс. Си дадовме знак со колешките дека сме подготвени за да почнеме, а почнуваме во ист момент, сите три заедно. Продолжив да свирам, кога во еден момент погледнав во пултот и сватив дека нотите се завртени наопаку. Во моментот ме фати смеа и мала паника, нормално, но продолжив да ја свирам композицијата на памет. Среќа што ја знаев. На истиот концерт, исто така, на композицијата Чардаш од Виторио Монти, имам соло на почетокот на композицијата. Во моментот на жиците ми застана мува. Како што го свирев солото, истовремено и дував со устата за да одлета мувата.
Многу беше смешно во моментот, ама професионалноста не ми дозволи да го прекинам музицирањето. Да, креативно се изразувам преку изработка на честитки. Создавам уметност од хартија, во која целосно уживам и ме релаксира и ме води во некој нов универзум. Идејата ми беше да го оживеам стариот начин на праќање на писма и честитки, особено во периодот околу Нова година, бидејќи како што напредуваше технологијата, луѓето се повеќе забораваат да си разменат внимание, љубов и топлина, а тоа да не е во електронска форма. Тоа беше на некој начин мотив за мене да почнам со голема пасија да ги изработувам честитките на различна тематика. Друго мое хоби, во кое исто така уживам, е пишувањето на поезија. Работам на издавање и промоција на мојата прва книга, стихозбирка, која за скоро се надевам ќе се оствари со Господ напред. Тоа е посебно искуство за мене и секогаш се сеќавам на секој момент поминат со моите сакани ученици, моите деца. Смешни ситуации имало безброј, но ќе издвојам неколку кои што ми имаат оставено голем впечаток и секогаш се смеам на тоа. Во наставните содржини, додека ги изучувавме видовите на музички инструменти, им поставив прашање на учениците како се нарекува дрвеното стапче со кое се свири на виолина. Еден ученик ми одговори виолончело наместо гудало. Потоа имаше една ситуација, ги прашав колку видови на хорови има и кои се тие. Ми одговорија машки, женски и среден хор. На прашање како се вика композиторот кој го напишал валцерот на убавиот Син Дунав, добив одговор дека се вика Јохан Швајнштангер. И на крај, на прашањето од какви деца е составен детскиот хор, ми одговорија од деца што знаат да пеат наставнички. Шо не е јасно? Во моментов работам на проекти со колешките од Трио Долче, Светлана Богдановска-Ристоски на флейта и Марија Шамовска-Буџаковски на пијано. Подготвуваме некои концерти на класична музика во и надвор од државава. Минатата година за нас беше многу плодна и продуктивна. Реализиравме целовечерен концерт во лулката на музичката уметност во Рим, Италија, во еден од најстарите театри во светот, Театро ди Марчело. А истата таа година освоивме и неколку први награди, лауреати за камерна музика, златни медали на меѓународни надпревари во Болоња, Италија и во Москва, Русија. Исто така, истата година реализиравме и целовечерен концерт во храм Света Софија во Охрид. Свирам и во други два состави. Едното дуо е Double Strings, виолончело и виола, со мојот другар Љупчо Трајановски. Подготвуваме настапи и концертни турнеи во Естонија, каде што и живее тој. А другото дуо е дуо Волчело, со познатиот актер Илија Волчевски, виолончело и саксофон, со кој што свириме аранџмани на светски познати хитови и активно настапуваме на значајни културни манифестации низ државава. Член сум и еден од основачите на црковниот хор Света Петка од Прилеп, кој обстојува веќе 9 години и во моментов сме во подготовки на целовечерен концерт на духовна музика, како и концертна турнеја надвор од државата.